Слава на Бога што доживеевме уште една голема сабота. Веќе два пати имав проповед за големата сабота. Еднаш се викаше голема, втор пат се викаше велика, за да се разликуваат во нашата YouTube архива. Сега немам намера за тоа да зборувам, ниту имам што друго, што трето да зборувам на таа тема. Но денес е исто така еден друг датум, за мене битен датум во мојот живот и битна 33 годишнина од 4. мај 1990 и која? Првата се раз. Нема врска ни со Гоце, ни со Тито, но таа судбоносна и незаборавна 91 година, кога се распадна првата моја татковина, уште ја чувам во едната книжка од ЈНА дома. Само ја добив, влегов во евиденција и никогаш не отидов. Не дојде време да служам таму. А и втората татковина, која што таа година беше прогласена со референдумот на 8 септември, сега и таа не постои. Сега како трнала работава, изгледа дека цел свет почна да се распаѓа. Све се распаѓа сега. Европска унија се распаѓа, веќе на големо почнува да се распаѓа. Светот се распаѓа. Ако дојде Трамп на власт, веројатно и НАТО ќе се распадне. Може би затоа се брзат. И таа ќе се распадне. Мислам, постојат составни. Знаете што велеа на времето некои теолози? Ако е нешто сложено, како за разлика од душата, како телото, ако е нешто сложено, составено од делови, ќе се распадне. Составено од составни делови. Треба да е нешто едноставно, монолитно, за да трае. Се разбира, тоа не мора да биде точно секогаш. Господ воскреснал во тело. Тоа е ново тело, не е ова сегашно, болното и смртното. И ние ќе имаме нови тела, кои што Господ дори спомена дека има месо и коски во тоа ново тело. А ако тоа има и уште многу што друго. Ниту првобитното Адамово тело не било предвидено за смрт. Со дрвото на животот, со плодот на животот, секогаш ќе се ремонтираше, секогаш ќе се одржуваше и тоа тело во вечна младост. Веруваме ли во тоа, браќи и сестри? Пред 33 години на денешен ден прв пат ја добив на поклон оваа книга. И тоа буквално овој примерок. Знаете ли што е ова? Новиот Завет, во тоа време единственото парче Библија на македонски јазик, изданието од 76 година. Доста остарено е сега, затоа што особено тогаш, уште минатиот век пред интернетот да ме зарази, беше многу често употребувана. Да. Инаку,
Милисав кога се роди 95-та доби на поклон ист ваков примерок и тој е многу подобро сочуван денес. Ја понекогаш посакувам да ги заменам, меѓутоа ово е секојаш се уште е корисен. Иако како и јас од надвор изгледа дека е стар. 4. мај 91 година исто така беше сабота, иако не голема сабота. Таа година Великден се падна порано во април. Јас со мајка ми и татко ми наутро, како и често пати за викенд, одевме на матка. Таа сабота, наместо да се симнеме кај нашата станица, за нашата куќа, јас им реков, ја ќе продолжам до крај. Ќе продолжам до крај, затоа што знаев дека таму живее Диме, кога јас до тогаш не го познавав. Еднаш претходната година, кога првпат го видов некаде август 90 година, исто така во автобусот 60 за матка, тогаш ја делеше брошурата Вечен Божи закон. Со двете плочи на декалогот и Зоран е потпишен во таа книга, нешто си таму дали како лектор, како превод Никола Тасевски и така натаму, од Антон Лоренцин. Јас таа книга подоцна ја прочитав во ноември 90 година и многу ми се допадна. Меѓутоа не поверував, се уште бев неверник. Се сеќавам кога прашав мајка ми, бидејќи забележав дека и мајка ми и татко ми го знаат Димета, го знаеле од работа, од електростопанство. Ја прашав кој е овој човек? И се сеќавам се уште на незиниот одговор. Овој човек, така го рече со доза на презир, овој човек припаѓа на една организација, не рече така, организација која што пропагира, мислам дека така рече, со цел, ја пропагира религијата со цел луѓето да ги држи во слепа покорност кон религијата. Некако така беше, во некој марксистички стил кажано. И тоа, замислете такво нешто. Ти создава сега какви све непредрасуди ти создава, шо е ова сега. Како и да, јас подоцна во ноември ја прочитав брошурата и многу ми се допадна, но од самата брошура не поверував. Не станав верник. Си останав и понатаму не атеист, неверник. Или како што велам сега, со мајмунска вера. И добро, во тоа време и следните верски книги што ги прочитав, мали брошурки, некои од нив што ги најдов во станот на баба ми во Чаер. Дури Патот кон Христа, бидејќи тој ден пред 33 години добив 3 книги на поклон. Оваа, Новиот Завет, Патот кон Христа, она издание каде што Исус е овчар со јагнето, по старото, да, го знаете. Не знам ни тоа што се случи со тоа. Веројатно сум ги давал тогаш на многу пријатели. Подоцна, мислам, овде во црква. И книгата на Благоја Самарџија, Измеѓу живота и смрти, се викаше на српски јазик.
Потоа јас со него разговарав телефонски кога бев во Хартланд, бидејќи тој живееше во Калифорнија, не знам дали ден денес се уште жив. Тој го имал слушнато моето искуство и многу се израдувал кога дојдевме во контакт заедно, макар само телефонски. Беше еден од претплатниците на книжарницата, на издавачката куќа во Хартланд. Па еднаш директорот мене ме замоли директорот на книжарницата да се јавувам на цел список претплатници, цел список муштери низ целиот свет, повеќето таму во Северна Америка, и да ги запознавам со најновите изданија, што на малку старомоден начин. Тоа сега најчесто се прави со имейл, преку интернет. Да ги запознавам со новите изданија на книжарницата. Од сите три книги, оваа ми беше најчудна. Оваа книга. Зошто? Јас тогаш имав 17 години. Отвараш книга и гледаш текст и бројки помеѓу текстот. Шо книга е ово? Прв пат гледам ваква книга. Текст и бројчење помеѓу текстот. Чудно. И некако не ми беше привлечена, заради тоа можеби. Но бидејќи ги имав двете други книги, почнав нив да ги читам прво нив. Прво Патот кон Христа беше помала и до крајот, целиот мај, не дека читав многу редовно и многу бргу. Во мај уште, значи ја дочитав цела, може би до средина на мај цела беше прочитана. Страшно многу ми се допадна. Ниту знаев кој е Елена Вајд, ја дори подосна во ноември таа година, кога дојдов тука, се запознав со податоци која била Елена Вајд. Ниту обракав внимание на авторот на книгата, многу. Но книгата страшно многу ми се допадна. На тој впечаток се сеќавам. Како што ми се допадна и вечниот Божји закон претходната година, но се уште не верува. Дори и после Патот кон Христа не поверува. Кога читав нешто верска литература, нешто многу ретко во тоа време и многу чудно, тоа ми се допаѓаше, многу ме привлекуваше, но ми се допаѓаше како што ми се допаѓаше грчката митологија, што ја читав уште како дете. Или многу такви брошурчиња на таа тема. Ми се допаѓаше, ова сега звучеше како нешто поинтересно, значи христијанство е во прашање, не се приказни, меѓутоа не верувам. Не можев да верувам. Потоа фатив да ја читам книгата на Благоја Самарџија. Таа ми требаше бајаги време, може би 2 месеца. Од средина на мај до средина на јули се уште ја читав. Не ја имав довршено, практично. Таа ми беше интересна книга. На предната корица, насловната корица, имаше еден човек како игра шаховска табла со ѓаволот. Да. А јас како голем љубител на шахот во тоа време. А позади човекот, значи, играш шах со ѓаволот, тоа значи немаш шанси. Светските праваци немаат шанси. Но позади човекот стои Христос. А тука веќе коцките се поинаку наместени.
Ако е Господ на твоја страна, не во шаховска партија, во животната борба, во борбата на животот, каков е исходот? Со зборовите на апостол Павле, од Римјаните 8 глава. Ако е Господ со нас, кој е против нас? Значи, он го поставува во прашална форма. И се уште се чека одговор. Кој ќе се јави? Првиот звер ли, може да се јави првиот звер да крене рака? Може ли вториот звер да се јави да крене рака? Може ли Русија да се јави да крене рака? Може би Кина да се јави да крене рака? Мосад, Израел, Иран, сите тие заедно здружени на чело со Антихристот и сите ѓаволи позади нив, можат да кренат рака? Според Библијата, последната книга, Откровението, на крајот од 1000-те години, што ќе се случи? Да, но пред тоа, сите воскреснати неверници, беззаконици, злосторници, меѓу нив многу цареви, кралеви, генерали, председатели, фирери и некои другари. И тоа беше титула, нели? Маршал. Замислите, цел свет, сета световна сила обединета, сите обединети, начело со, да не го спомнуваме. Знаете кој? Паднатиот светлоносец. Сите демонски и сите световни сили обединети против новиот Ерусалим. Веќе спуштен на земјата. Замислите која сцена е тоа. Ви посакувам да бидете таму лично присутни. Не на филм, не да го гледате на филм, од внатрешната страна. Да се спуштите заедно со градот на оваа планета. Кое е искуство? Не постои холивудски филм кој што ќе ве воодушеви повеќе од тоа живо искуство. И се сеќавате спред големата борба ѓаволот лесно ќе ги убеди сите, целото воскреснато мноштво, како песок морски, вели Откровението, да го нападнат светиот град. Знаете како ќе ги убеди лесно? Со што ќе ги убеди? Добро, тоа да. Но, во смисол го знам јас. Видете колку сме ние многу, а тие што се внатре во градот се малку. Од секогаш тоа бил аргументот со кој што се служел овој свет. Точно. А каде ќе биде тој тогаш? Многу интересно. Цел систем и реформаторите се соочиле со тој аргумент. Видите, ние сме цел систем. Сите векови позади нас.
Ти ли си единствениот паметен? Сите наши папи, сите наши учители, цел систем, може ли цела црква да биде во криво? Ти ли си паметен? Со што одговорил Лутер на тој аргумент? Ви го поставиле денес тој аргумент вам? Кој сте бе вие тука, двајца без тројца? Вие сте попаметни од другите? Вие знаете подобро од другите? Се сеќавате Лутер како одговори? Се повика на некои библиски примери. Вели, Даниел беше сам во Вавилон и во Персија. Или со другарите, малцинство. Еремија беше сам. Илија беше сам. Ное и семејството. Аврам со семејството. Сите тие сами, наспроти нив, цел свет, цела држава, војска, многу држави, многу војски, цела световна и земска сила. Еден куп примери како Господ често пати бил на страната на слабите, малубројните, а не на страната на силните. Дури за да не се возгордеат израелците, во времето на Гедеон му рече, многу ти се ови 30.000 израелци, премногу. Треба да се и десеткува не е соодветен збор. Треба да се намали треба на 1% од тоа. Само 1% од оваа војска ми е потребен. И не било кој процент, ќе видиме кој. Ќе влезат, ќе бидат селектирани, ќе влезат во селекцијата. Во тоа нешто, осамениот Лутер, како и Виклиф, како и Јан Хус, како и мнозина други, во тие библиски примери, тие наоѓале сила. Ако е Господ со мене, кој може да биде против мене? Што е целиот свет? Што е целата вселена споредена со Господ? Ништо. Против Господ сите се множат со нула, се друго се множи со нула. Но ние луѓето по природа, по грешната природа, наоѓаме храброст. За жал, не во Божијето слово. Наоѓаме храброст во силата и големината на институциите, на државите, на мноштвото. Тоа е некаква природна особина. Зошто така? Бидејќи по природа не живееме со вера, според вера, туку според видот, според гледање. А апостол Павле напиша обратно. Бидејќи не живееме според гледање, ние христијаните мисли, туку според вера. И верата беше тврдо чекање на оно за што се надеваме, на оно што не се гледа. Знаете кога прв пат поверував? Кога на крај почнав да ја читам оваа книга.
Книгата со бројчињата. Како оној квизот, букви и бројки. Ако го памтите од југословенско време, мислам Сараевски книз. Почнав да читам првата глава, досадна, овој го родил оној го родил шо е по ова па се. Но не го скокнав, го прочитав до крај, не беше ни многу. Продолжувам натаму со Матеј. Исто така, страшно многу ми се допаѓаше се што читав. Но се уште не поверував. До која глава? Се сеќавате ли? Матеј. Која глава? Пред Гецимани. Не, подоцна. 24. Да. Прочитав 23 глави од оваа книга и се уште не верувам. Колку беше силата на атеизмот, на дарвинизмот, комунизмот, марксизмот, колку тоа се уште беше силно. И се уште не верувам. Се до Матеј 24 глава. Кога ја прочитав 24 глава, во таа глава го препознав времето во кое што живее. А колку е сега по-очигледно. Колку е денешното време. Колку знаците што досега се случуваат и се случиле се многу по-јасни за близината на Христовиот ден. Но и тогаш, 91-та година, јас го препознав времето во кое што живее. Веќе почнаа војните во поранешна Југославија. Веќе почнаа многу крвопролевање. И уште тие Христови зборови ќе слушате за војни и гласови за војни. Многу ме освоија. Многу го привлекува моето внимание. Со Матеј 24 глава се роди мојата вера, која што малку подоцна летово ќе наполни и таа 33 години. Не беше лесно. Неколку месеци после тоа никој не знаеше дека почнав да верувам во Библијата. Почнав да верувам во Господ. Во тоа време беше срамота тоа да го кажуваш на други. Јас се сеќавам и уште брат Трајко, покоен, 98 година, каде подоцна, пред да влегува во овој објект, неколку пати ке се обзрнеше налево и надесно, да не го видат некои познати луѓе. Но мене ми звонеа во ушите и овие Христови зборови од оваа книга. Зашто кој ме признае, мене, пред луѓето. И јас ќе го признаам него пред мојот Отец Небесен. А кој се посрами од мене пред луѓето, и јас ќе се посрамам од него пред мојот Отец Небесен. Не ми даваа мир тие зборови. И дори подоцна во септември решив слободно да ја објавувам, да ја исповедам мојата нова вера. Нова во смисол дека ја бев многу тазе, верник. Но знаете што ме поттикна? Нешто се случи уште претходниот месец, во април, 91-та година. И зашто јас тогаш појдев да го побарам овој човек, што се викаше Диме. Значи, јас го побарав.
Може би. Да му даде Господ живот и здравие, покаяние и спасение за живот вечен. И нему, и на неговите најблиски. Предходниот месец во април се случи една работа што јас ја доживеав дури како навреда, една голема будалаштина кај мене во училиште, бев 3-та година средно. Бев најумилениот ученик на мојата професорка по марксизам. Само јас и еден албанец по име Шукри бевме најдобри по марксизам. На мене таа ме сакаше повеќе, не од национални причини, марксизмот не го вреднува тоа, туку затоа што ја бев неверникот. Ја бев атеистот. А Шукри си го бранеше исламот. Шукри протестираше кога беше лекцијата, односот на марксизмот и религијата. Потам речемо во учебникот по марксизам, сум го кажувал ова и порано, прв пат ги прочитав Христовите зборови, подајте му го царевото на царот, а Божиото на Бога. Тие зборови прв пат ги прочитав од учебникот по марксизам, не од Библијата. Подоцна ги најдов во Библијата. Тогаш во април, веќе 3-та година не се проучуваше, не се предаваше марксизам, уште од почетокот на таа година, септември 90-та, имавме нов предмет, наречен филозофија, бидејќи всушност тоа беше марксизам во друг целофан. Не може преку ноќ сите марксисти и комунисти да се претворат во нешто друго. Може само да сменат облек, униформа. Но како и да е, тој предмет се викаше филозофија и требаше да ни го преда и почна да ни го предава истата професорка што претходните 2 години ми предаваше марксизам. Но таа веќе беше на породилно отсуство. Ја гледавме и последните месеци како доаѓаше на часови бремена, во поодмината бременост. И додека таа беше во породилно отсуство, филозофијата ни ја предаваше еден тип, за мене симпатичен. Се уште се сеќам на неговиот лик, еден мршав, така слабичок, висок, со сини очи. Не баш како брат Зоран, него беше една специфична фаца. Тој работеше како психолог во училиштето, но тој ја заменуваше професорката и бајаги време тој ни предаваше филозофија. Инаку беше голем љубител на филозофијата на Фридрих Ниче. Значи, беше идолопоклоник за Ниче и често пати речиси на секој час по некој цитат од Ниче. Ниче што кажал ова, она. Ниче кажал вака, ова и така натаму. Искрено да ви кажам, тоа мене ми се допаѓаше. Јас дори почнев тогаш на 16 години да се занесувам и јас по Ниче. Иако тоа траеше многу кратко. Бидејќи Господ имаше други планови со мене. Еднаш овој психолог, односно професор сега, тој си беше професор, но како замена. Еднаш ни постави едно прашање. Тоа веќе беше април. Не сеќам на датумот. Постави едно прашање на час, многу интересно прашање. Што мислите? И бараше со кревање раце да му одговориме пред да го каже тој неговиот одговор. Што мислите? Дали Исус Христос бил
вистинска личност, значи историска личност, или бил митска личност, така се изрази. Измислена, митска, значи, легендарна, ама измислена. Значи, како Херкул, да рече. Иако и тие не се измислени, баш. Повеќето луѓе во светот не знаат што значи зборот мит, што во суштина значи. Но да не навлегувам во таа тема. Тоа упатува на нашите дамнешни предци, на джиновите од битие и така натаму. Како што и змејовите во народните легенди, змејовите не се измислени створења. Тоа е колективната меморија на нашите дамнешни предци за кои? За диносаурусите се разбира. Сите нивни видови и подвидови. Се изненадев кога јас и моите истомисленици што кренавме рака дека Христос бил, пази, ја како атеист, се уште. Кренавме рака и уште се уште, значи ниту Патот кон Христос, тие книги се уште, ниту Самарџија, се уште не ги знаев и не ги читав. Кренавме рака дека Христос бил, малцинство кренавме рака дека Христос бил вистинска историска личност. И јас така си знае. До тогаш го имав гледано Бен Хур филмот од 89-та година. Библија немав гледано, читано и така натаму. Го имав Стариот завет и Новиот заедно, но Даничич, Караджич, кај баба ми дома, меѓутоа таа книга прв пат почнав да ја читам дури летото 91-та, значи пак истата таа година подоцна. И почнав од битие на тој старосрпски јазик, успеав да стигнем само до Содом и Гомор до 19 глава и после се откажав. Толку ми беше тешко да продолжам. Сефте, почетник со Стариот завет. Тоа беше малку преголем залак. Издржав само до 19 глава и се откажав. Стариот завет е тежок за читање и тежок за разбирање за почетници. Потоа кога праша кој од вас мислите дека Исус Христос бил митска личност, повеќето ученици кренаа рака. Види си, вика, значи јас како неверник бев изненаден од овој исход. Ја дури се сеќавам многу читав српски списанија, српски, хрватски, што год во Југославија излегуваше тоа време, спортски, политички. Дори се сеќавам на некои цитати, некои комунисти тврдеа дека меѓу другото ова сега е глупост, меѓутоа ќе тропнеа и ваква глупост, како што кажуваше нашиот покоен пријател, што беше председател на Комунистичката партија на Македонија. Данно се сеќаваш на него. Да не го споменам, неговиот прекар од ова место. Исус Христос бил првиот комунист во историјата. Не знам дали другарот Апасиев и неговата левица ќе се согласат со вакво нешто. Како и да, јас го знаев тоа, значи, како изјава нечија, го знаев тоа, уште тогаш. И мене ми личеше многу глупаво, иако атеист и неверник се уште, ми звучеше многу глупаво да негираш дека Исус Христос постоел како вистинска личност. Било многу глупаво. Сеќавам баба ми, кога бев уште мал, мајка ми како млада често носеше крст на градите. И дури таков крст кај што Исус бе изобразен како распнат, како
фигура. Јас како дете многу таа фигура, крстот, односно распетието, и така прободени раце со клинови и нозете исто така, тоа ми причинуваше голема тага, значи некако беше некако жално. Јас секој кога прашував кој е овој и односно и зошто е вака прободен, не се сеќавам сега на сите од што можеше баба ми да ми каже и мајка ми тогаш. Само се сеќавам на ваква изјава на баба ми од Чаер. Евреите тоа го направија. Јас уште како дете, значи ја пораснав со таа свест. Како и да, јас плачев како дете. Како дете плачев зашто Исус бил вака распнат. И пази па сега како, со што баба ми проба да ме утеши. Ама да видиш после Хитлер што им направи на евреите. Се извинувам. За жал, на тоа се сведе моето бабино православие. Исто така ќе се сетите, ви зборував порано, дека колку год да беше слаба и неписмена нејзината вера, сепак со нешто таа ни посведочи, и ова е банално и смешно, меѓутоа сепак остави впечаток. Првите македонски избори ноември 90 година, она се молеше, Господи златен, да победи ВМРО на првите избори. Не овие партизани, ги викаше партизаните. СДС. И никогаш не ги сакаше. Значи, уште од незината младост, уште од војната, никогаш не ги сакаше партизаните. Неверниците. И победи ВМРО на првите избори. Види. Сега тоа не е некој чудо. Меѓутоа ете, и се оствари желбата. Но јас се сеќавам кога гледав филмот Бен Хур, таму видев нешто што ме збуни. А прв го гледав, се сеќавам и на датумот, сабота, 15 јануари 89 година. Па чекај се како евреите, зашто се вели дека евреите го распнале Христос, кога гледам римјаните дека го прават тоа. Па че римјаните губеле Исус, не евреите. Таков впечаток од филмот, нели? Уште не знам Библија, не читам Библија, уште ништо не знам. И сега, во април 91 професоров се согласи со мнозинството на учениците дека Исус Христос бил митска личност. И јас, да ви кажам, се чувствав, знаете како се чувствува, кога сега тој, како авторитетот, демек, наш, го кажува тоа. Јас се чувствував како, кога мијатата деценија го гледав една епизода од Квизот Милионер, кога Трендов го постави прашањето, Господ го создаде, замисли тоа прашање беше поставено на квизот. Господ го создаде светот за 6 дена, а 7-миот ден се одморил. И кој бил тој ден? Имаше опција сабота, недела, имаше уште 2 дена, заборев кој. И неделата беше точниот одговор според квизот. А саботата беше една од опциите. Јас, кога професорот 91 година рече дека Исус Христос бил митска личност, јас се чувствував така, како што се чувствував
Кога квизот тврдеше, Трендо многу знае, така било, не знам кој го уредува квизот, дека во недела се одморил Господ. А саботата беше една од опциите. Ја пред тоа потајно се надавав дека повеќето, дека направачите ќе се избрзаат да речат недела, а пак квизот ќе ги коригира, не. Саботата беше, не неделата. Но неделата беше точниот одговор. Под наводници. Така се чувствував, како неверник и атеист, кога овој тврдеше со цел памет дека Исус бил измислена личност. И не ми требаше многу, веднаш донесов одлука, сеја ќе видиш ти. Ке те направам магаре, со други зборови. Но ми не достигаше литература, податоци. Само знаев дека тоа што тој го кажа не е точно. И тоа што гласа мнозинството човеколики мајмуни, а сите бевме тоа. Знаете, денес ми е чудно, деновиве разбрав, но не е само, кога ќе слушнам вака некои денешни средношколци, како го држат православниот пост, например. Девојчиња момци до 5-16 годишни. Или кога ќе видиш муслиманчиња, средношколци исто така, целите забулени од глава до петици. Тоа е многу чудно. Во моје време, средно школу, бевме мајмуни. Каква вера, какви бакраци. Тоа беше дури и срамота да се збори за такво нешто. Меѓутоа, и како неверник, ми изгледаше дека професорот тврдеше со цел памет нешто што е тешка глупост. Многу неточно. Само ми фалеа податоци за да го направам магаре. Подоцна, затоа сакав, во мене се роди интерес за верска литература, односно за било што во врска со Исуса Христа. Ја така му се обратив на Диме. Дали имаш нешто од овие книги, нешто за Исус? Само за Исус. Све за Исус. Тука веќе имав и лична жет да дознам повеќе работи за него лично. Духот ме привлекуваше кон Христа. И тогаш ги добив на поклон овие 3 книги што ги спомена. Подоцна во текот на летото од некои православни брошурчиња што исто така ги најдов во станот на баба ми. А пазете, во тој стан ги најдов книгата на Мирко Голубич, Основна истина Светога писма, и уште една адвентистичка книга, исто од Мирко Голубич, Славна будучност наше планете. Ги знаете некои од вас тие книги. Најдов литература исто така изјави на познатите римски историчари од првиот век, Тацит, Светони, Плини. Сите сведочат за Христа како вистинска личност, уште во тој век. Веќе, иеко мене Господ веќе ме претвори во верник и јас ја изгубив мотивацијата да отидам и професорот да го направам магаре. Значи, јас се изгубив таа мотивација, бидејќи јас се стопив во Христа, значи веќе отидов по неговиот пат. Подоцна тука во црква, кога се запознав со брат Вања, бидејќи и Вања учеше во истото школо, и како и Драгослав Кушевски. Драгослав дури тврди дека ме памти од школо, иако ја не ги знаев од таму. Може би сум ги видел, но не сум ги забележал. Не сум ги регистрирал. Вања ми каже дека тој имал своји искуства со истиот овој професор, психологот. Еднаш дури влегол во некоја дебата со него и наводно професоров на Вања го нарекол скептик, како што се сеќавам. Но, оно што беше поинтересно, Вања ми пренесе дали знаеш зошто тој не верува дека Исус бил вистинска личност.
Бидејќи, ова го знам од Вање, бидејќи, тоа веројатно професоров го кажал, или нему лично, или на нивен час, бидејќи професорот знаел дека 25 декември, датумот на кој што најрано Римската црква го празнувала Христовото раѓање, бил всушност стариот многу божечки празник, роденденот на сонцето. Се професоров го знаел тоа, значи ако Христовиот роденден е 25 декември, датумот на сончевиот роденден, и си излекол заклучок, значи Исус не постел. Туку е тоа некоја митологија, некоја митска представа. Нешто во смисол, како што во исламот, во арапското многобожство, богот на месечината станал единствениот бог, во новиот муслимански монотеизам. Се мнозина мислат дека така богот на сонцето, од некогашниот грчко-римски политеизам, богот на сонцето го заменивме со Исус Христос, како единствен Бог. Видите, се е лесно да прифатите. Секоја лага е лесна за верување и прифаќање, ако не знаеш Библија. Се согласувате со ова? Значи, без Библијата, што ги да слушнеш, да е верско, да е религиозно, дори и многу глупави работи, какви што денес се проповедаат и на YouTube. Што е вистина? Можеш да знаеш? И во истата глава каде што Исус не предупреди, внимавајте да не ве излаже некој. Како најдобро знаеме што е вистина, како најдобро можеме да знаеме што е вистина, а што е фалсификат. Како еден човек, да го повториме и тоа прашање, како еден човек најдобро може да разликува вистинска банкнота од фалсификат? Вие можете? Можеме ние? Вас може да ви подметнат лажна банкнота? Зошто? Не ја познаваме толку добро вистинската. Колку подобро го познаваш оригиналот, колку подобро го познаваш Словото Божјо, колку подобро го познаваш Исуса, толку полесно ќе препознаеш секоја лага, дори и лажниот Христ. Фейк Крајст. Антихрист и секој антихрист. И би сакал да завршам, овој пат завршувам со занимливост. Не само што наводно ја принеле на жртва црвената јуница, зашто споменав мијатата сабота, туку деновиве, значи на крајот од Бесквасници, на крајот помеѓу, а всушност четвртокот помеѓу, значи предминатата сабота, помеѓу внатре, значи за време Бесквасници, Левитскиот хор се собрал во Ерусалим, значи, не знам дали знаете од порано, во Ерусалим веќе постои Синедрион, и се знае кои се членови на денешниот Синедрион, и постојат, веќе се знае кои се свештеници, левитски свештеници, кои што се веќе обучени да знаат како да принесуваат крвни жртви и да ги прават сите други ритуали според Мојсеевиот закон. Тие сериозно се убедени дека многу скоро ќе биде изграден третиот храм, каде што тие ќе служат.
како во библиски времења. Сега се собрал левитски хор во Ерусалим, кој што извршил генерална проба, односно си ја вежбаат музиката што ќе ја пеат во храмот, кога во блиска иднина, како што веруваат, Пасхата ќе се слави во храмот. Како што било последен пат во Христово време. Група од 20 на левити се собрала во Стариот град да вежбаат пеење, носејки облека дизајнирана како што ја носеле музичарите во храмот. Значи, левитските хорови од библиски времења. Пеењето дори се претворило во игра, славејки ја радоста на библискиот празник. Левитите исто така дувале во сребрени труби, подготвени за употреба во третиот храм. И да не читам понатаму, има други детали, но ова е доволно. Замислете во какво време живееме. Се изгледа во 21. век. Се изгледа исто или слично како во првиот век. Единственото што фали е да има уште храм во Ерусалим. Што го нема и не знам дали ќе го има. Господ знае. Но се изгледа на крајот како што беше на почетокот од христијанството. Следниот Великден е веќе 25-та година. Ке се совпаднат католичкиот и православниот. И веќе е најавено големо заедничко празнување на 1700 годишнината до година на првиот Вселенски собор 325 година во Никеја. И најавено е грчкиот резил Вартоломеј, кога србите го викаат Вратоломеј, со право, и кој друг, папата Хорхе. Најавено е таму во Никеја, во денешна Турција, да го извршат заедничкото славење на идниот Великден и, како што веќе со години се најавува, таму да прогласат унија, обединување. Не само на православната и католичката црква, може да мислите како ќе гргнат еден куп протестанти да влезат и тие во таа унија. Може да мислите како медиумите ќе го рекламираат и ќе го пропагираат тоа и ќе го величаат тоа, ако Господ дозволи. И јас се молам да не дозволи. Но ако тоа се случи во годината што лани ја идентификувавме како јубилејна, според Езекијел 40 глава, 2025. Тогаш не знам уште како време останува после тоа за овој свет и до Христовото доаѓање. Навистина живееме во апокалиптична деценија. Нека Господ ни даде, како што беше верата на првите ученици, силна и моќна на почетокот. Сега, според пророштвата, уште посилна и уште помоќна во позниот дожд. Нека му е фала и слава. Амин.